Наш гостин во утринската програма на македонската телевизија, веќе добро познат на македонската јавност, архитектот Васил Илјов, и ние еден интересен наслов ставивме на оваа тема: вечен трагач по корените на Македонија, се што се однесува околу македонскиот идентитет и јазикот, културата, името. И мислам дека не би требало многу да говорам, со многу артефакти дојде тука во студиото и не може некако да го срочи тоа, бидејќи навистина мислам дека има многу да говори. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро и добро најдов. Секогаш кога некако имаме интервјуа со вас, јас сум забележала дека секогаш некако постојано имате продлобочување во однос на што се однесува историјата, археологијата на се она некако што се однесува за Македонија. Дали сум во право? Во право сте, бидејќи истражувачките работи немаат крај. Секогаш кога се копа по корените на македонската цивилизација, се откриват нови работи во однос на палеолитската македонска револуција и во однос на неолитската македонска револуција и нормално во историско време. Темата, бидејќи ние корените на македонската цивилизација и посебно за името, нашите корени одат многу длабоко. Ако се земе во предвид македонската писменост, јазик и култура, тогаш можеме да зборуваме дека тоа трае или почнуваат корените најмалку од 100.000 години пред наша ера. Ако зборуваме за името, тогаш најмалку е со 77.000 години пред наша ера. Па се, да кажеме, со овие бројки до историското време. Ако се земат изворите кои ги сметаме нели како историски, тогаш кај Херодот, да речеме, да почнеме од по новите податоци, тој бидејќи живее 484-424 година пред наша ера, значи во 5-тиот век пред наша ера, он знае за Македонија, за македонци, за пријателе македонче, за македонски планини, за македонски патишта, за македонско царство, за македонска династија. И кога ќе ги прочита сите овие работи, тоаш ќе се замисли зошто он во 5-ти век зборува за Македонија, а денес, да кажеме, некои нас не негираат или се обидуваат да не негираат. Јас донесов уште еден овака, можеби за некои од читателите ќе биде ексклузивен материјал. Покажете го на камерата. 1999 година држав предавање за македонската писменост, јазик и култура во Торонто, во Канада. Бев гостин и навистина бев почестен што ме поканиле. Ова била лична книга подарена на Том Јанев, тогашниот председател на Канадско-македонското научно друштво. И не случајно ова ја зедов, овдека дури имам и посвета од него и така натаму. Меѓутоа, во овие космографии, кога ќе се земе предвид името Македонија, ние ја имаме картата на светот, што ја прикажал Клавди Птолемеј, значи во 178 година. Вистина интересна. Да, наша. И сега, ако се земе овдека полуостровот, кој денес ние го викаме Балкански, да. Тогаш точно може овде да се прочита името Македонија. Ниедно друго име на тој полуостров не е дадено. Значи, тоа е 178 година. Клавди Птолемеј. Сега се поставува прашањето, нели? Зошто овие податоци, јас ги ставив во интернет и се обиделе таму некако да ги негираат или да ги бришат дури. Меѓутоа заборавуваат дека ова е објавена работа. Зад добро пишани од документија, така. Зад овие факти стојат најмалку 24 професори на различни универзитети, кај што констатирале во светот, нормално, кај што потврдуваат
нормално, тука се универзитети на Оксфорд и да не ги редиме сите други, кај што потврдуваат дека се автентични податоците и дека овдека нема никакви фалсификати. Значи, овдека исто можеме да прочитаме Македонија. Па добро, сега според просторот и големината на државата, значи многу е вака логично да се да, е логично, да се разбере зошто сега се случува. За некои е ова работа многу нелогична, нели? Затоа и викат да престанеме, нели, да не копаме по историјата и така натаму. Сега кога ќе се свртиме на податоците од археологијата, тогаш навистина имаме еден Значи, мене ме интересира податоците од археологијата, податоците еве од историјата, податоци напишани документи, географски податоци, се совпаѓаат сите овие податоци со она што го кажувате за историјата, за сите тие артефакти некако дали еден со друг? Јас фактички, кога нешто зборувам секојаш со артефакти, со конкретни податоци. Не, овдека имаме еден артефакт од пештерата Бломбос. Пред да го покажем артефактот, една мала кратка историја, нели? Кај се наоѓа? Тоа е некаде на најјужниот дел, значи на некаде 180 мили или 240 километри од Кейп Таунс се наоѓа пештерата Бломбос, буквално на најјужниот дел, свртено кон Индискиот океан. Од 1990 година се вршат тама археолошки истражувања. Се ангажирани најголемите центри во светот. Меѓу нив, да кажеме, го имаме овдека и овој норвежанец, професор на 4 факултети, кај што ја држи ова амајлија која е откриена баш од него за време на археолошките истражувања. Со оглед на тоа што тоа предизвика голем интерес, професорот Франческо Де Рико со други изврши датирање и овдека точно дава 77.000 години. Зошто ова го зборам? Затоа што ова има директно врска со нас македонците и тоа е најстариот дел, ова да речеме го имат објавено, ова е таа амајлија, нели? Нема тука никаков фалсификат. Ова е податокот што го имат објавено германците во нивно списание како ексклузивна. Добро, според ова што го кажувате, европската цивилизација, односно интелектуалната, можем да кажем, свест во Европа знае која е Македонија. Како не може да знае? Значи се работи... Кога споменувате многу универзитети, многу експерти, професори, кои што јасно и гласно кажуваат за нашето потекло. Па, јас не сум ги измислил. Значи, ова е 75.000 години пред наша ера. Тоа е потврдено од најголемите центри во светот. Так. Значи, центри за истражувачки работи, како што е, да речеме, професорот Енрико, тој е професор, вика, истражувачки професор и професор на Центарот за истражување на Соединетите Американски држави. Значи, нема зошто ним да не им верува, нели? Да. Јас вака сега ќе ве замолам малку да одвоиме, бидејќи веќе е 8 часот и неколку минути, ќе одвоиме време за стандардизираното време за вестите и ќе ги замолам сите гледачи повторно да не слушаат, оние што ги заинтересира темата, ние ќе продолжиме со разговорот. Сега предлагам да ги проследиме вестите во 8 часот, а потоа ќе продолжиме со нашата тема и со нашиот разговор во студиото. Како што ви најавив, почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот во студиото со архитектот Васил Илјов, тема и корените на Македонија, на македонското име, на македонскиот идентитет, писменост, култура. Навистина полно докази, факти покажа и многу постојано некако одиме со оние, не ги кажав и артефактите од археологијата, можеме повторно да продолжиме со разговорот. За нас македонците има 3 репери, можам да кажам, во различни места на светот, кај што ја потврдуваат присутноста на името Македонија. Едната, рековме, е во Бломбос, и еве, повторно ќе покажам амајлијата за оние што задосниле да не гледаат, кај што може во овој извонреден систем на компатибилни лигатури
да се прочита името Македонија и од лево кон десно и од десно кон лево. Денес, кога би ја задале таа задача на најдобрите компјутерџи, прашање е дали ќе можат да ја решат задачата. Еве да кажеме овдека едно од дешифрираните имиња, бидејќи на различен начин може да се прочита името, овде имаме лигатурата на Z-та, кога ќе се дешифрира, добиваме Z-та, значи од десно кон лево, а исто така и името Македонија од десно кон лево. Так. Имаме гледач на линија, дали може, сака сигурно да се вклучи во темата, да постави прашање? Добро утро, повелете. Ало? Да, добро утро. Добро утро. Добро утро. Среќен празник. Благодарам. За вас и за господинот Васко Илов. И вам ви честитаме. Васко Илов ќе се сети на нас. Ние сме од Маркова Сушица, баш кај Душан, домаќинот на црквата што реновираше и реставрираше. Како ще остае, така остана, немаме ни врата на црквава. Значи, буквално ништо. Се јавивме во градскиот завод кај господјата тамо директорка Ема, вика ние не сме надлежни, баравме проект едно друго, ништо не нават, вика нема, а ние кажуваме дека Васко-Иловски проекти има големи направено за тоа. Ве молиме како можеме нешто што да сториме, црквата да се доградиме внатре. Ви благодарам за јавувањето. Добро, да знаеме овој проект. Да кажам дека таму Министерството за култура даде во свое време пари, околу 4 години работев на конзервација и реставрација на таа црква. Ја оставив во најдобар ред. Беше останато само да се стават овие вратите. Јас веќе од 20 септември 2005 година сум во пензија, така да ќе се обратат до надлежните институции кои се активни. Тој проблем не е голем, тој може да се реши. Не требаат многу средства, тоа сакате да кажете, затоа што главните работи... Тоа нема врска сега со конкретно со оваа тема, така да... Можеме да продолжиме. Да. Значи, реков, во Блумбус имаме од лево кон десно и еве овдека имаме сега од десно кон лево и еве овдека имаме сега од десно кон лево. Исто така таму беше од лево кон десно и тука од десно кон лево исто така Z-та Македонија. Друг еден податок кој е исто така атрактивен, бидејќи ова се работи за едно големо растојање, тоа е на југот на Африка, и сега ќе кажа што ние имаме работа со африканците, нели? Ова фактички навестува една многу интересна тема за истражување, кога почнале патувањата по море и по суша од Европа кон Африка, од Африка кон Европа. Има разни тези за тоа пренаселување и така натаму и населување, меѓутоа еве во Европа кај мас де азил, тоа е на подножјето на Пиринеите, на границата помеѓу Шпанија и Франција. Датирањето што е направено на артефактите таму почнале со истражувачки работи уште 1870-71 година. Министерството за култура на Франција во нивната веб страница Джоконда ја имаше ставено ова фотографија, односно имало повеќе фотографии за околу 102 некаде артефакти, меѓутоа под број 57-311 е ставена ова фотографија. Аз се обидов овака, бидејќи ми стана многу интересен овој текст овдека, се обидов тоа да го дешифрирам и еве на два пати овдека фактички е името Македонија. Еве едниот, кај што е од десно кон лево, имаме лигатурата и овдека кога сето тоа ќе се ослободи, нели, ќе го дешифрираме, го добиваме чисто името Македонија. Ова е многу интересно направено со оглед на тоа што овдека имаме еден модел, да речеме, на пишување, кај што го имаме името Ил и со одредено
продолжување или континуирано поставување на истото тоа име со пресечување, фактички сејот надпис е од десно кон лево, а кодираното име Македонија е од лево кон десно. И еве тоа овдека фактички и го имаме, со пресечувањето. Сега овака според тоа што го кажувате, навистина ширум некако многу се... Тоа пред да го кажам за клучокот, пред да го кажам за клучокот, ова е дешифрирано на 4.1.2009 година, што значи ова беше ставено во непосредна близина на тоа, некаде таму во почетокот на 2009 година, во сајтот на Министерството за култура. Еве од еден друг аспект истото. Еве го имаме овдека, оваа како ја поставиме фотографијата. Овдека го имаме исто така дешифрирано името Македонија, и тоа и на долниот дел и на горниот дел од артефактот. Знаете што сакам да ве прашам, бидејќи навистина еве имате доста податоци, сега да не се повторувам јас, од археолошки, историски, од за писменоста податоци, интересира македонската интелектуална јавност, така некако ќе ја наречам, односно луѓето, стручњаците, професионално што се занимаваат со ова исто така трагање по корените, се совпаѓате ли вие сите заеднички за сите овие податоци? Имаме ли некако различни мислења во однос на потеклото на Слушайте, добро е во науката да има различни сваќања, затоа што ако сите исто мислиме, никош нема да ги откриеме сите овие работи. Јас овие работи ги изнесов на повеќе средби, нели, советувања. Исто така се ставени овие материјали во интернет, може секој еден да ги земе. Еве неодамна и мој драг пријател Петар Поповски во својата книга го има искористено овој податок што сега ќе го дадам, што значи полека веќе интересот станува се поголем, со оглед на тоа што во прашање е една огромна цивилизација. Ние сме македонската цивилизација која е била на 3 континенти. Во тој временски период имаме едно општествено уредување, која јас го нареков зетување, бидејќи во времето некаде од 100.000 години пред наша ера не можеме да зборуваме за некои митолошки империи, туку тоа е фактички територија на зетувањето на 3 континенти: Европа, Азија и Африка. Јас мислам дека имаме повторно гледач на телефонска линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Евака, поздрав прво до вашиот гостин, да го честитаме на целиот наш македонски народ празникот и едно прашање да поставам. Повелете. Евака, мене ме интересира во врска со темата за корените на Македонија и нејзиното име. Мислам дека во целата светска јавност што се занимава со оваа проблематика, на сите ми е познато кој е, каде и што е Македонија. Меѓутоа, во нашиот спор со Грција, грците никош не го негирале терминот Македонија. Они го негираат ексклузивното право на нашето користење на поимот и терминот Македонија. Па вашиот гостин да ми одговори нешто во врска со тоа. Ви благодарам за јавувањето. Па тој проблем мислам дека настана 1913 година со поделбата на Македонија, со големите делби, а може да се каже дури и 168 година пред наша ера, кога римјаните ја нападнале Македонското царство во Филипи, на тој огромен собир наводно на сите македонци, представници на македонскиот народ во древноста, рекле дека вие до сега сте имале монархија, значи сте имале царство, не знаелевте за демократија, сега ние, и не поделија на 4 македонски републики со тоа што ќе ни кажат како да живееме со демократија. Фактички и царствата наши имале, да речеме, во времето на Филип, во времето на Александар Македонски, си имале своји совети, собрање, Врховното собрање. Главната, верувам дека гледаш, што тоа сите никако не интересира. Значи, главната причка е зошто и грците се македонци и ние сме македонци. Ај сега малку и политички. Затоа што грците буквално на тепсија добиле територијата на Егејска Македонија, тоа е 51% од
сегашната етничка територија, инаку ако почнеме од 100.000 години пред наша ера, тогаш ќе треба малку пошироко да ја бараме етничката територија на Македонија. Значи, ова во последниот историски период, која третираме како сегашна етничка територија на Македонија, е поделена на 5 дела. И затоа секој еден од тие што ја зграбчил таа територија, има опасност дека може, нели, сега се ближи 100 годишнината од поделбата на Македонија, се плаше дека еден ден ќе мора таа територија сепак да се врати, затоа што таа сепак се однесува за враќање на територија. За враќање на територија, а тука е во прашање народот, е во прашање идентитетот, во прашање јазикот, и затоа со овие артефакти ние фактички докажуваме дека грците во тоа време не знаеле ниту за Македонија, ниту за македонци, односно беа главните противници на Македонија, ако се земе во периодот на Филип и Александар Македонски. Меѓутоа, тоа е подоснежен период, за да стигнеме до тоа и до идентификацијата на Александар Македонски како македонец и на неговите генерали кои се представувале како македонци, еве за придавката македонски, бидејќи и Европската унија и така натаму нели ни ја оспорува, придавката македонски според овој артефакт е стара најмалку околу 5000 години пред наша ера, според датирањето на една од врвните научници за неолитот и палеолитот, тоа е професорката Марија Гимбутас, која држала предавање во Торонто, на Универзитетот во Торонто и така натаму. Овој артефакт кој го откриле бугарските археолози и го имат објавено своевремено во нивното списание Археологија, они го датирале некаде со 3500 години пред наша ера, а Марија Гимбутас го датира со околу 5000 години пред наша ера и две сега, значи околу 7000 години. На маргините овдека го имаме надписот Пир Македонски. Пирен Македонски. Значи Пире Македонски со старост најмалку 7000 години. Тоа се поставува прашањето за кое негирање станува збор. Значи ова е замаглување на историските податоци, на археолошките факти. Овие се факти од материјалната култура кои не можат да бидат побијани. И затоа инсистира Грција никош повеќе ние да не чепкаме во историјата. Кога веќе сме до ова работа, привршуваме, само морам да ве потсетам. Да, еве неколку само ќе кажам. Јас објавив еден напис на 6 јуни 2008 година, ние македонците. Ова не е мој исказ. Ова е исказ на Клит, на еден од најдобрите пријатели на Александар Македонски и македонски војсководец, кај што он секојаш се идентификувал со ние македонците. Значи, од тој временски период до сега поминале најмалку 2300 или, да кажеме, околу 2333 или 34 години, бидејќи тоа е во тој временски период искажана ово идентификување на личноста. Значи, ова што јас зборам за дешифрирањето на името Македонија и за придавката македонци, тоа се работи за големата зета Македонија, која била на европскиот, на азискиот и на африканскиот континент. Значи, 100.000 години пред наша ера, 77.000 години пред наша ера, а ова што покажав за Европа, тоа се датира од германските и француските научници некаде со 19.000 години пред наша ера или со 17.800 до 14.000 години пред наша ера. Сосема јасно. Само уште кратко, во времето на Александар Македонски, он некаде кај Хирканија, пред елитните македонски војски, значи конјаницата и пешадијата,
околу 20.000 нели елитна војска, он свечено изјавил: јас светот го освојувам за македонците. Ако некој не верува, нека земи, нека провери кај Плутарх, нека провери кај Аријан, нека провери кај другите извори, и тоа ќе стане јасно зошто е толку голема битката за промена, затоа што денес навистина е апсурдно некој да дискутира за промена на името, на идентитетот, или да се врши притисок врз македонскиот народ да се промени тој идентитет. Навистина многу длабоки корени, како што и вие самиот почнавте. Многу убаво излагање, не само убаво, него точно, прецизно, со многу факти. Ке ви се заблагодарам што бевте гостин во утринската програма, со еден голем повод, можам да кажам, меѓутоа ова е многу важно за сите да знаат, а верувам дека и голем дел од јавноста веќе нас ни се некако јасно. Па Европа и светот тоа го знаат, затоа што ние ги црпиме од кај нив овие податоци. Да нагласиме дека ние точно знаеме кои сме и што сме. Да, и верувам дека македонскиот народ никош нема да дозволи да биде нели без име, без идентитет. Ние интегритетот свој и националното достоинство ќе знаеме да си го одбраниме. Уште еднаш ви благодарам за разговор. И јас ви благодарам.